Ерда Лушо од Струга се наоѓа пред едно од најризичните и највозбудливи морепловни искуства во светот. Самостојно преминување на Атлантскиот океан со едрилица што самиот ја создал од нула. По повеќе од една година непрекината работа, точно 16 месеци неговата едрилица Пиксел конечно е подготвена за предизвикот. За да учествува на трката, секој надпреварувач мора лично да го изработи бродот без никаков фабрички или професионален инженерски ангажман, што го прави патувањето уште поуникатно. Лушо е единствениот представник од Македонија меѓу само 8 морепловци од целиот свет кои успееле да ги исполнат строгите услови за квалификација. Стартната линија се наоѓа во Португалија, а целта – Карипските острови. Учесниците треба да минат илјадници километри за околу 40 дена, потпирајќи се единствено на силата на ветрот и на сопствените навигаторски вештини. Во пресрет на трката, Лушо престојува во Португалија, каде што се вршат последните подготовки. Иако стартот бил планиран за 11 ноември, организаторите го одложиле поради лошите временски услови и силни бури во регионот. По пристигнувањето во Лисабон продолживме кон Сагреш, но поради невремето мораше да се засолнеме во Портимао. Остануваме таму додека не се смири ситуацијата и додека ја доуредиме опремата, напиша тој на својот Инстаграм профил. Лушо нагласува дека и покрај неколкуте технички потешкотии и тој и неговиот Пиксел се подготвени за оваа историска мисија. Доколку успее, ќе стане првиот македонец кој самостојно го препловил Атлантикот. Задзвони победничкото звонче на детската клиника. Малечкиот Медијан ја победи најтешката битка. На клиниката за детски болести се случи момент што ќе остане во сеќавањето на сите присутни. Медијан, малечкиот храбар јунак со сигурен и радосен чекор, го допре победничкото звонче, означувајќи го крајот на тешката битка и почетокот на едно ново светло поглавје во својот живот. Во собата се испреплетуваа насмевки, солзи радосници и аплаузи од медицинскиот тим, семејството и сите кои беа сведоци на овој магичен момент. Секоја нота на звончето беше символ на надеж, упорност и непоколеблива храброст. Дополнително, целиот одел се исполни со енергија на олеснување и заедништво. Сите заедно го славеа ова прекрасно достигнување на Медијан. За многумина од вработените, овие моменти се потсетник зошто нивната мисија и работа е толку важна и благородна. Малиот Медијан со својот широк детски насмев успеа да им го разубави денот на сите. Секоја победа, голема или мала, заслужува да биде прославена. Медијан ни покажа дека смелоста нема возраст, велат од клиниката, додавајќи дека секој таков чин инспирира и дава сила на другите да продолжат да се борат. Нека Медијан расте во здравие, радост и смеја, обкружен со љубов и среќни моменти. Неговата победа е потсетник за сите нас дека со храброст и надеж секоја тешкотија може да се надмине. И овој светол чин нека биде инспирација за сите деца и семејства кои се уште ја водат својата битка, дека победите се можни и вредни за секој чекор напред. 15 годишен ученик починал откако колегите му ставиле црево со компримиран воздух во дебелото црево како пренк со што му ги пукнале цревата. Трагедија го потресе турскиот град Бозова по смртта на 15 годишен ученик кој работел како чирак во локална работилница. Настанот се случил на 14 ноември, а момчето починало по неколку дена борба за живот. Според првичните наоди, негови двајца колеги, еден од нив идентификуван како Хабиб Аксој, го совладале тинејџерот, му ги врзале рацете и го изложиле на насилен и крајно опасен пренк со компримиран воздух. По инцидентот, момчето добило тешки внатрешни повреди кои довеле до брза хоспитализација. Прво, бил пренесен во локалната болница во Бозова, а потоа и во 2 други здравствени установи, каде што лекарите констатирале сериозни оштетувања на внатрешните органи. И покрај напорите на медицинските екипи, 15-годишниот Мухамед Кендерџи не успел да закрепне. Полицијата веднаш отворила истрага. Осомничениот Аксој првично бил пуштен под судски надзор, но откако оваа одлука била поништена, повторно бил уапсен и задржан во притвор.
процесот се уште трае. Овој трагичен случај не е изолиран. Во последниве години во повеќе земји се регистрирани смртни случаи предизвикани од несоодветно користење на индустријски воздушни црева. Во Бразил 17 годишен работник од автоперална починал под слични околности, а 2 лица подоцна добиле долги затворски казни. Сличен инцидент се случил и во Индија во 2023 година, кога 16 годишно момче починало по пренк изведен од колега во фабрика. Експертите постојано предупредуваат дека воздух под висок притисок не смее да се насочува кон човечкото тело, бидејќи дури и краток контакт може да доведе до смртоносни повреди. По речиси 2 години од хуманитарната акција што е покрена, Мија Костова конечно се сретна со Леонид Тиндов, момчето за чие опоравување успеа да собере значителни средства и да му помогне во најтешките моменти. Во февруари 2024 година Костова започна иницијатива за поддршка на тогаш 19-годишниот Леонид, кој по несреќен скок во вода за времен одмор во Грција доби тешки повреди. Од болницата во Солун тој беше префрлен во Австрија, каде што продолжи специјализираното лекување, финансиски товар што неговото семејство не можеше самостојно да го издржи. Костова за само неколку часа успеа да мобилизира околу 250 компании и дарители, а за 2 дена преку оваа акција беа обезбедени 450.000 денари. Средствата веднаш беа наменети за терапиите и рехабилитацијата на Леонид. Деновиве, двајцата се видоа во Скопје, топла и емотивна средба што ја сподели и Мија. Леонид денес повозрасен и со насмевка на лицето и подари статуетка со символични 2 раце што држат срце, придружена со порака на благодарност за незината човечност и поддршка. Костова истакна дека овој подарок за неа има посебна важност и упати благодарност до сите што се вклучија во акцијата минатата година. Сподели заедничка фотографија, нагласувајќи дека средбата со Леонид ти дала силна животна лекција и потсетник колку е важна солидарноста. Енергијата на Лео треба сите да ја носиме, напиша таа изразувајќи приврзаност и гордост што некогашната борба за помош денес се претвори во дружба и искрена човечка приказна. Мија е позната и по тоа што многупати досега знаела како да ја покаже својата хуманост на дело. Своето влијание и бројот на следбеници знае како да ги искористи и за помагање на другите во хуманитарни акции како оваа. Незината вклученост во помагањето на другите прави вистинска разлика и ги поттикнува и другите со поголемо влијание да го прават тоа и да го искористат влијанието на вистинските вредности. Џин тоникот е најмалку штетен алкохолен пијалак, тврдат експертите. Според анализа на експерти, класичниот џин тоник се смета за едно од најмалку штетните алкохолни пијалаци. Во споредба со тешките пива и сладките коктели, џинот како бистар алкохол содржи помалку конгенери, а едноставната комбинација со тоникот обично има помалку калории и шеќери од повеќето мешани пијалаци. Дополнително, горчливиот вкус на пијалокот може да ја забави брзината на пиење, што го прави потешко конзумирањето на поголеми количини за кратко време. Сепак, експертите нагласуваат дека тоа не значи дека џин тоник е здрав избор. Лекарите и водечките здравствени организации истакнуваат дека не постои безбедна количина на алкохол. Дури и ниска конзумација е поврзана со зголемен ризик од рак и други болести, а видот на алкохол не го менува овој факт. Заклучокот е јасен. Ако веќе конзумирате алкохол, џин тоник може да биде полесна опција во споредба со другите пијалаци, но за здравјето секако најбезбедно е што помалку алкохол.